партизани, мила ке ода, за слобода ке се бора. И че ти умрам со партизани, о мила дай, мила знай, мила нема крај. Че ти умрам со партизани, низ ровови закопани. Денес сме сите тука заедно, на едно место собрани, горди и исправени. Денес сите знаеме дека ова е крајот на ДПМНЕ. Ова денес е армијата на Радовиш. Луѓето кои со сета сила, со сета моќ ќе се борат да Радовиш никогаш повторно не падне во нивни раце. Драги мои, сите ние овде имаме една единствена цел. Да го видиме Радовиш подобар, поубав, да ја вратиме на смевката на лицата, да ги вратиме сите оние кои заминаа од тука. А заминаа затоа што не можеа да обезбедат парче леп за своите семејства. Заминаа затоа што за нив овде немаше подобро утре. Заминаа затоа што 12 години ДПМНЕ наместо да гради, уништува. 12 години ДПМНЕ наместо да наградува, казнува. Епа доста е веќе. На 24 март ДПМНЕ ќе се соочи со армијата на Радовиш. Ќе се соочи со сите невработени, со сите стечајци, со сите пензионери, со сите расплакани мајки и сопруги. Ќе се соочи со гневот на Радовиш. На 24 март ве повикувам да сите заедно ја извојуваме оваа битка. Ве повикувам да го заокружите бројот 42 за листата на советници на Сојузот на иднината и за кандидатот за градоначалник од Сојузот на иднината. На 24 март ќе им кажеме доста е. Ние знаеме, ние можеме, ние доаѓаме. Размислувајќи за 2001 година, токму денес пред да се качам на ова говорница, си го поставив прашањето: за каква Македонија се боревме ние во 2001 година? Дали се боревме за ваква Македонија? Македонија во која што злосторниците, опфатени со хашките случаеви, кои што се изживуваа врз невиното цивилно население, беа ослободени со политичка одлука на Никола Груевски и неговата фамилија. Дали се боревме за Македонија во која ќе се градат музеи на Учака? Дали се боревме за Македонија во која улици и училишта ќе бидат именувани со имиња на балисти и ветерани од Учака? Дали се боревме за Македонија во која ќе има споменици на Учака на секој чекор, вклучувајќи во непосредна близина на Скопје, каде во Радуша му изградија споменик на идеологот на косовската Учака Адем Јашари, и тоа качен на тенк на Арама? Но ги повикувам и сите вистински, честни и искрени ВМРО-вци кои што се уште се во ВМРО ДПМНЕ, нека него дават својот глас за коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, која што направи национална катастрофа во Македонија и која што Македонија донесе на дното на бедата. Затоа сите нив ги повикувам да го дадат својот глас за коалицијата Сојуз за еднината, за нашиот кандидат за градоначалник, но и за нашата советничка листа. Доста и беа 12 години локална власт во Радовиш. Сите заедно
Растрачајте се, посетете ги вашите соседи, вашите пријатели, другари. Кажете и дека ова ВМРО ДПМН не е она ВМРО во кое што тие порано верувале, а за тоа повеќе ќе ви каже вистинскиот лидер на ВМРО ДПМН Љупчо Ѓорѓевски. Никогаш порано македонскиот граѓанин толку масовно не се селел од Македонија како што во последните 6 години имаме додека оваа патриотска влада управува со Македонија. Знаете што, почитувани граѓани? Доста ми е од нивниот патриотизам што го гледаме на нивните реклами. Македонија во овие 20 години имаше повеќе пати шанса да се го докаже патриотизмот. Ранните 90-ти кога правевме самостојна, 2000-те кога се боревме против тероризмот. Денес патриотизмот не е да се чукаме во гради колку сме македонци. Денеска патриотизмот е да отворите фабрика од 100 луѓе, да го задржите човекот да не бега од Македонија, да не се сели. Тоа е денеска патриотизмот. За жал, според темпото на иселување, ова се слабите патриоти кои ја воделе некогаш Македонија. Затоа, почитувани граѓани на Радовиш, ние велиме, вашиот глас на 24-ти е и порака до власта. Дали ја охрабрувате во нивната политика, да не редиме понатаму? Дали се радувате со проектот Скопје 2014 година? Знаете што? Скопје и без тој проект за кој се фрлија половина милиарда евра ќе живееше убав живот. Таму е главниот град, таму се министерствата, таму се универзитетите, таму се седиштата на големите бизниси. Еден камен да не ставите во Скопје, луѓето ќе живеат во Скопје и ќе имаат свој бизнис. 100 милиони од тие 500 милиони да се дадеја на Источна Македонија, јас ви уверувам дека 6 пати ќе живеевте поубаво во Источна Македонија. Каква е таа политика? Се сконцентрирано во Скопје, а на цела Источна Македонија е на пустина, од која луѓето едноставно веќе само што знаат и како да бегаат и како да се иселат. Затоа, почитувани граѓани, ние велиме, оставете ги тие реклами и тие спотови на кои се е убаво и на кои се е розово. Ние паметиме Македонија и во која многу убаво се живеела, па тие не ја воделе Македонија со нивните спотови. Затоа, на 24-ти, масовно да излеземе, масовно да победиме и со таа победа да повикаме на военни парламентарни избори. Да живее Радовиш, да живее Македонија! Според нив, во Македонија нема сиромаштија. Според нив, во Македонија нема веќе невработени. Според нив, во Македонија тече мед и млеко, а народот што излегол на улиците преку леп сака погача. Не е така. Радовиш сака парче леп, честно заработено, со шанси за сите, без дискриминација. Радовиш сака на овој град да му ја врати изгубената иднина. И тоа не собра на купче. Го направивме сојузот затоа што на Македонија и треба единство околу најважните работи. Кои црни дела ги гледаме околу нас? Кои црни дела? Дали се тоа 8 милиарди евра кои што ни ги ветија? Ако ги пресметаме странските инвестиции, кои што минатата година влегоа во нашава држава, знаете колку години би му требале на Груевски да го исполни ветувањето дадено пред 4 години? 160. Дали сакаме Македонија да чека 160 години во медиумски мрак, во сиромаштија и во беда? На 24 март мора да го испорачаме тој одговор. Време да си ја вратиме државата назад кај граѓаните. И затоа на 24 март гласајте 2 пати за бројот 42. За иднината и за Македонија. Да живее Радовиш, да живее Македонија. Погледнете во што го претворија Радовиш. Во град на мракот, бедата, сиромаштијата и невработеноста. 12 години Радовиш стои во место. 12 години ДПМН си игра со судбината на Радовиш и сите населени места, си игра со судбината на нашите семејства, на нашите деца, на нашите идни поколенија. Мојот
против кандидат Сашко Николов. Како председател на Советот и втор човек во општината, во неговиот 8 годишен мандат ништо, ама баш ништо не направи за Радовиш и општина Радовиш. Го остави Радовиш во мрак, во време кога централната, локалната и извршната власт се од една иста политичка партија. На Радовиш му се потребни решенија за проблемите, вистински решенија. Јас и мојот тим од листата на советници на општина Радовиш, од Сојузот за еднината, имаме визија, имаме решение за подобар Радовиш. Тие решенија не се само зборови, тие решенија се осмислени, подкрепени со проекти и што е најважно се, тие решенија се реални. Испитување на можноста за искористување на подземните топли термални води по населба Раклиш. Комплетно реновирање на водоводната мрежа. Комплетно реновирање на водоводната мрежа и замена на азбестните цевки и подобрување на водата за пиење и водоснабдувањето на градот Радовиш и сите населени места. Изградба на нови регионални и локални патишта и реконструкција на постоечките, поврзување на патот од село Подареш до Клучката Калугерица, намалување на минимум на трошоците за јавното осветлување преку инсталација на модерно осветлување, за што веќе имаме изготвено и готов проект. Оваа, почитувани сограѓани, е само дел од нашата програма, дел од нашите проекти, бидејќи потребите и проблемите на општина Радовиш се многобројни и истите не може да бидат офатени во една програма. Меѓутоа, вашите предлози, проекти, идеи и потреби секогаш ќе бидат разгледани од моја страна и од мојот тим, прифатени и реализирани. Ниту една местна заедница од Радовиш, ниту едно населено место од општината нема да биде заборавено. Во мојот мандат на работење ќе ги обединам заедно на едно место најголемите умови и капацитети во општина Радовиш. При тоа, не правејќи разлика помеѓу етничка, верска, политичка или каква да било припадност. Само на ваков начин може да се реализират проектите и да се решат проблемите на граѓаните. Ова е ретка можност кога народот после 8 години добива втора шанса за да ја поправи направената грешка. Ова е шанса да се даде нов сјај за општина Радовиш. Овој пат, верувам дека овој народ нема повеќе да погреши. Верувам дека овој народ знае на чија страна треба да застане. Радовиш знае дека вистинската опција, вистинската страна е Сојузот за еднината. Почитувани, овие избори се избори за паметење. Избори кога ДПМН ќе си ги собере куферите од локалната власт во Радовиш. Избори кои ќе донесат промени во општина Радовиш. Избори кои општина Радовиш ќе ја направат општина кој секој граѓанин ќе се годе живее во неа. Затоа, драги мои сограѓани, ве повикувам сите заедно да ја извојуваме оваа победа. Јас сум убеден дека веќе нема што да се плашиме. Ние нема и што веќе да изгубиме. На 24 март ве повикувам да го дадете гласот за Сојузот за еднината, да го заокружите бројот 42 за мене како кандидат за градоначелник и за листата на советници. Почитувани, утре е прочка. Гордо стојам пред вас и барам прошка од сите вас, на кои некогаш нешто сум изгрешил. И им простувам на сите кои изгрешиле пред 8 години. Но нека ми простат и ДПМН
бидејќи на 24 март Игор Милев ќе биде идни од градоначалник